Со мене во студиото е професор Петар Атанасов. Господин Атанасов, добро утро. Петар, добро утро. Добро утро, Саша. Се гледаме повремено и така натаму. Рековме денеска малку, вие сте се разбира и социолог, меѓутоа и човек со одредено искуство во, бевте заменик министер за образование и така натаму, имате и политичко искуство и тоа како функционира државата. Малку да се осврнеме на пописот, пописните резултати и она што, па сега и реакциите кои што следуваат после тоа. Како вие ги прочитавте резултати на пописот и кои мислите дека се најважните тенденции, поенти што треба да се земат предвид? Сакаме да бидеме зрели, позитивни. Прв совет е, или мислам дека Државниот завод за статистика пребрзо ги објави резултатите. Зошто тоа го мислам? Затоа што во Босна, во која немаше попис од 95-та, првиот попис после 95-та го направија во 2013 година. Резултатите ги објавија 3 години подоцна. Добре, кај нас се прави 20 години подоцна пописот, таму им треба да 3 години. 3 години подоцна се објавени заради чувствителност на резултатите. Тоа сакам да кажам, покомпликувани се. Така, Хрватска една година по пописот, 2011 имаа попис, 2012 ги објавија податоци. Се избрза со податоците. Второ, што ќе се добиеш ако не се објавија толку? Да видиме кои се овие 130.000 луѓе. Што не се 7% да не попишете, а да тврдите како влада или институции дека сте направиле успешна операција, не е успех. Тоа е неуспех. Не можете да не попишете 130.000 луѓе. Кои се тие 130 луѓе? Ако му веруваме на човекот што е безмалку половина живот во власта и сега е во коалиција Павле Трајанов, ако он тврди дека 90% од овие 130 и колку илјади се македонци, тогаш етничките проценти не се точни. Македонците не се 58,44. Да. Има големи прашања околу пописот, има технички прашања, можеме да зборуваме за техничките прашања со нашите искуства, другите искуства, но можеме и за политика да зборуваме. Вашата проценка, бидејќи, гледайте, велите навистина 7% не попишани, превземени од други бази на податоци, заради тоа и недостацувате идентитетските карактеристики, верски, етнички, така јазик и сето тоа. Што правиме ако не ќе да се попишат, бидејќи овде имаше активна кампања да се бойкотира пописот? Тогаш нешто не е во ред со власта и со институциите. Ако нема доверба во институциите, во која смисла? Ова е втора голема. Знаеме дека нема доверба. Ова е втора голема пресметка меѓу македонците. После референдумот. Имаме клучни настани околу кој се рони нашето општествено ткиво, нашето битие, нашето постоење. Референдумот беше многу една битка која остави траги врз македонското ткиво. Сега имаме уште една пресметка меѓу македонците. Ако оваа пресметка не троши, ние сме, знаете, како феномен на Пита Кашкавал. Така Југославија е изгрицка и истрошија. Македонија се грицка од глувци. Кој ќе се изгрицка таа Пита Кашкавал, нема да ја има повеќе. Што да се прави? Да се оди во јавност, луѓето да се мобилизираат, сите што имаат нешто што да кажат, енергија, треба да се бориме за општеството и за државата од внатре. Не можеме да чекаме Брисел и Вашингтон да ни решат. Разбирам, ама тоа секој ден се прави. За пописот имаше толку големи кампањи. Останаа партии што прво повика на бойкотирање, потоа се повлекува, но останаа партии тогаш, да има санкции. Па знам, ама еве и тоа се коментираше. Што да правите сега вие, веројатно овие 132.000 не се сите кои што бойкотирале. Меѓутоа, што да правите со 10.000 луѓе кои бойкотираат? Или 20 или 50? Еве да мислам дека вашата теза не е добра. Што да правиме со 200.000 луѓе што се помалку за 20 години во оваа држава? Ама ова не е во корелација со тоа. Во корелација како не имате 200.000 помалку. Кој владеел 20 години во оваа држава? Говорите тоа, ве прашувам. Како не е во ред, тоа е најважното. Не, ама ве прашувам во смисла на санкциите. Што да правиме со 50.000, 20.000, 2.000 луѓе кои неќе да се потпишат? Значи, еве едно прашање, еве едно суштинско прашање. Зошто се попишуваше диаспората во 30 дена? Кој ѓавол ги тераше институциите, кои не можат 100.000 луѓе да пронајдат во оваа држава, да попишуваат диаспора? Значи, знаете ли зошто пропадна пописот која година беше? Нашиот попис 2011 година. Знаете ли зошто во 10-тиот ден беше прекинат? Македонската јавност заборавила, не знае, затоа што беше битката меѓу ДУИ, ВМРО ДПМН, дали или нема да се попишува диаспората. Тоа е едно круцијално прашање во однос на битката за идентитетот на Балканот. Дали ќе ја попишувате? Диаспората вие кој ви пречи да попишете до година, цела година? Одете по официјални статистики во државите каде што живеат. Цела година попишувајте го. Тоа ви треба за економски политики, за политики за авионски превоз.
Но зошто да попишувате диаспората овде во оваа држава? Во оваа држава нас ни е важно квалитетот на животот, не квалитетот или неквалитетот на бројките. Значи се прават суштински прашања. Не може директорот на Заводот за статистика да дава политички изјави. Го руши целиот попис, го руши и целата стружност. Следно прашање, освен диаспората. Не, ова е важно. Ќе го кажете, само дозволете ја едно важно прашање. Има многу важни прашања. Ама се разбира. Брисел поврзани исто. Ве разбирам. Практично потенцирате дека пописот и вака како што изведен со овие резултати и така натаму се резултат на една внатрешна политичка борба во Македонија. Апсолутно. Поларизација. Поларизација дури и во рамките на еден етникум, на мнозинскиот етникум македонци. Како тоа да се надмине? Па со паметна власт. Пак не ви се допаѓа. Еве Брисел да речеме. Не да не ми се допаѓа. Прашувам како можете да речете со паметна власт, а да исклучите паметна позиција? Ако сакате да направите попис, Европа не ви бара етнички културни проценти. Во Европа, ако во поглавје 18 ви е задолжително пописот како елемент за да исполните услови во тие процеси на евроинтеграција, никој не ви бара етнички и културни карактеристики. Ви бара колкава популација имате, ви бара колкава популација и ви бара државјанство. Да се исклучи припадноста, мислите, етничка од попишување? Па на што личи ова лицитирање со бројки? Значи, незадоволни сите малцинства или етнички заедници. Оние што се во малцинство или оние што се мали бројки. Никој не е задоволен. Дуи, морам да бидам отворен, дуи го крие бројот колку проценти албанците се помалку. Вешти манипулации со бројки се прават. Зошто се лаже јавноста? 20 години имате партија на власт која кажува дека албанците се многу повеќе, а всушност не се. Етничката припадност. Многу е важен етничкиот дел. Така и затоа мора да се попише, а вие велите да не се попишува. Морате внимателно да попишувате. Земете ги искуствата со Хрватска, со Босна, со Балканот. Ова е битка за идентитет. Имате прашања со затворени одговори и прашања со отворени одговори. Каква е оваа игра со христијанството, со православните верници, со религијска припадност или вероисповед? Па овие луѓето што го правеле пописот не ги разбираат категориите. Па едно е да прашате што сте по вероисповед, друго е да прашате што е вашата религијска припадност, затоа што меѓу култура и вера има разлика. Следно, не е исто да ставите категорија, еве да речеме вероисповед и религијска припадност, ставите христијани, муслимани или ислам и отворено прашање. Или само отворени прашања. Кога ќе оставите сите отворени прашања, добивате хаос. Знаете каков хаос направија во однос на таа матрица со верници. На крајот на криштата, зошто им е потребен податок, какви сме ние верници и во која религијска или културолошка припадност има. Тоа е грешка. Еве, тој податок или тоа не им го бара Европа и Брисел. Да, знам, ама ние имаме карактеристики наши кои што и законски се тие неопходни, затоа што имаме начини на вработување кои што промовираат воедначени застапености, имаме пропорционалност. Не по религијска припадност, по етничка припадност. За религијската знаете дека религијските заедници притискаат тоа да се направи. Ама нема што да притискаат, ние сакаме квалитета на живот. Затоа што и тие потоа имаат некакви. Да не заборавам уште еден важен елемент. Сакам да кажам комплексна е дебатата. Уште еден елемент. Во 2001 година ние не суваќајќи тие 20% во уставот, ние ги прогласивме за неетничка категорија. Кои 20? Мислите за... Да. 20% се неетничка категорија според Охридскиот рамковен договор. Гледате каква битка се води тоа да се направи етнички процент. Затоа што оно во реалност. Ама тоа е уништува ткивото на интеграцијата на државата. Ова не е етнички процент. Значи, битката е за етнички проценти овдека. А ние 20% не се етнички. Сега ќе се бара уште 20 интервенции во уставот. 20% се припадници на заедници кои што не се мнозински. Тоа во принцип значи идентитетско припаѓање. Албанската опозиција најави битка за внесување на албанскиот јазик како категорија во уставот. Да. Знаете каква битка тоа ќе биде во Македонија? Јас знам, а зашто да не се води таа битка? А зошто тогаш да им веруваме на овие што кажуваат дека спроведуваат попис, а не се во состојба тоа да го направат на начин кој е во интерес на државата, граѓаните? Еве становите во Скопје, ајде да одиме на етнички малку. Чекайте само, кога велите на начин кој е во интерес, кој ќе не спомнете е во интерес на граѓаните. Да, ма тука почне дебатата што е во интерес на граѓаните. Оти граѓаните се поделени. Еве интерес на граѓаните. Интерес на граѓаните е во Скопје да дишат чист воздух. Добро. Ако во Скопје за 20 години има 30% повеќе стамбени единици,
а 200.000 луѓе или колку ви се иселени, тогаш треба да се направи мораториум на изградба во Скопје. Сите маркици да се претворат во зеленило. Еве интерес на граѓаните. Кој ова ќе го прави? Чекайте се, ова е политички говор. Ние го коментираме пописот дека токму Па, затоа е корисен. Покажа дека има 30% повеќе станови. Затоа и се попишува. Зашто би се градели уште станови ако ние живееме во загаден простор? Следно, колку учебници ќе печатат во основното образование, Министерството за образование? Ќе печатат 64,17, 58,44 или со тие замислените 7%, 65,64 учебници на македонски јазик, на албански јазик. Еве ги гледам бројките на помалите заедници, се горе-доле слични. Турците се 3,85, 3,86, ромите 2,66, 2,53. Општо незадоволство на тука се бројките. Најголем проблем е со процентуалната застапеност на македонците. Ако вие имате 130.000 недефинирани луѓе, етнички, за кого и какви учебници ќе печатите? Ама и тука се и бројките за тоа. Многу си позитивен во однос на се тоа и мислам дека се предаваш во однос на прашањата што ги поставуваш. Ние мора да бараме одговори. Ние мора да имаме идеја, не пописот, референдумот, све каде оди оваа држава. Пописот е дел од нашата приказна. Дека пописот одлично упатува каде оди. Одлично, имаме историска битка меѓу македонците кој ќе доведе до уништување на овој политички модел на држава. Па ако е така сега треба да се бориме подобро, не е тоа добро. Не, се разбира дека треба, ама сакам да кажам ако тоа предстои треба да се види како да се ремедира. Па добро, може и тоа. Оваа поларизација не е тоа резултат на некаква актуелна ситуација само сега, тоа е резултат на еден сплет на околности. Ќе се вратам на пописот. Прашањата поставени на пописот се чувствителни. Значи не може вие да импровизирате, ако не знаат како се поставува, нека прашат. Јас цел живот со моите колеги работим истражување. Не е едно исто да поставиш затворени прашања, одговори да бираат, не е отворено. Па ќе ви се јават и марсовци. На кој јазик зборат марсовците? Какви учебници треба да печатиме? Не знам, ама тоа се граѓански права. Ако се чувствува како марсовец, што да правиме? Првен се треба да имате развој, треба да имате квалитет на живот, нели? Треба да живееме овде. Ама не може еден попис да ги реши сите овие проблеми за кои вие со право говорите. Но ги влошува. Па тој се обидел само да изброи. И сега не требаше да брза толку ако не изброи. Во крајна линија очигледно е дека операцијата околу диаспората е крајно проблематична, па тоа се гледа и по. Апсолутно, тоа е погрешен чекор. Да, се разбира, тоа апсолутно е на полука кое што и на крајот на криштата заради тоа ништо ни не вреди. А овие 7,23% за кои што се предупредува се навистина на бројка која што е резултат на политички околности кои што сега секогаш имало начин да бидат и подобро поставени прашањата, се согласувам. Меѓутоа што да правите? Луѓето сакаат неќе да се попишат, постои едно големо незадоволство. Тие се како цифра тука идентитетски не се тука. Тогаш не бидува да спроведеме една обична статистичка операција. Па го знаеме тоа, 20 години не бидуваше. Некој не може да ни тврди дека европски попис направиле како и секогаш, а последниот ден по телефон да се попишуваат луѓе во Скопје. Јас знам неколку луѓе што по телефон последниот ден се попишаа. На што личеше тоа? Па ова е една мала држава, па два круга можете денес да свртите. Што предлагате вие, да не се признае пописот? Не, туку да се оди внимателно со податоците, да се направи анализа суштинска, кој е, што е, колку е. Затоа што понатаму се зависи од тоа. Ова е историски попис како и секој друг. Овие проценти ќе останат. Кој ќе го смени процентот на 58,44 македонци, кога директорот на статистика па ќе остави. Да. Кој следниве 10 години, кој ќе го смени тој процент? Па ќе каже вие сте во паѓање, тоа ќе биде чувство на фрустрација. Ова се процеси кои не се гледаат, но внатрешно роварат. Знаете што се случи во Југославија? 61 беше 61 категорија југословен несен. Пред распадот веќе околу 9-10% имаше југословени. На некој тоа не му се допаѓаше. Дали било Белград, дали било Загреб, дали било Љубљана. 71 е внесена една нова категорија. Сеќавате која категорија беше? Што беше категорија? Муслимани. Да. Една религијска припадност. Први исповед религијска припадност. Од таа религијска припадност денес имате пола држава која е претворена, трансформирана или порасната како национален идентитет. Денеска се именува како бошњачки народ или бошњаци, имаат пола држава.
Значи не е толку наивни, не се наивни овие бројки. Ова бројки на Балканот носат до историски пресврти, некогаш мирно, некогаш немирно. Значи треба да се биде внимателен, да не се истрчува, да се до крај направи сериозно. На крајот на криштата па Брисел не ви бара каква ви е религиската вероисповест, не ви бара јазикот, како ќе прашате јазикот. Значи кај нас е задолжително, мислам дека е задолжителен барем во минатиот попис, а и сега мислам дека странскиот јазик е задолжителен што го зборуваат. Каков јазик ви е по раѓање, по семејство, на каков јазик зборувате надвор, што учите? Тоа го има во Па попис. има неколку прашања кои се чувствите. Етничката припадност е најчувствителна од се. Знам, ама нашите пописи се, меѓу другото, инструменти заради оваа мултикултурност и мултиетничкост на системот, кај што мора да се Не е направат стабилизирано одредени- општеството, не е Се разбира. Инаку патем биде речено кога ќе ги видите тие колку се 132.000 идентитетски Многу се. попишани, таму има некој за тоа кој мајчин јазик се зборува и така натаму. Да, Уште нешто, ова е brain drain или ова е масовен екзодус од Балканот. Сега имаме масовен екзодус од Украина, од Русија имаме масовен екзодус. Масовниот екзодус од Балканот или ова бегство од Балканот е трагедија за цел регион. Бега од Србија, милиони, не знам, Бугарија бега, Хрватска се празни, Испразнити се. Босна се празни исто така. По 100 до 200, а предвидувањата за оваа година дека се меѓу 200 и 300 илјади луѓе со босанско државјанство ќе си одат од Босна. Македонија се празни. Па за кого е оваа држава? За пензионерите и за политичарите. Ние имаме проблем со политиката, со политичарите. затоа чекаме Петар со да се голиот појават. популизам. Затоа чекаме се појават нови Па поспособни Јас се надевам дека ќе политичари. се појават. Нас ни треба идеја каде одиме. Не на македонците, на Каде сите ни што се- живееме. Каде во ни оваа се држава. новите поспособни политичари? Па не знам, се надевам дека ќе се појават. Еве, се прават обиди, но нам ни треба идеја. Се истрошија две политички приказни и ние немаме во овој момент не одиме никаде. Ние стоиме во местно, стагнираме и пропаѓаме. Овој попис е само уште една лоша страница од нашата современа историја и ние ќе го глодаме, ќе глодаме оваа тема со денови, со месеци, а нема да мрднеме никаде напред. Има во овој попис и податоци со кои можеме да планираме живот, но има податоци во кои политичарите мора да најдат решенија. Или барем новите политичари кои што треба да ја оправат Па се работа. надеваме, се надеваме. Така е, да се надеваме, бидејќи да овие е можно и да се истрошени. Во 10 часот и 5 минути, благодарам за Петар Атанасов за оваа една енергична анализа на пописните резултати, во кои што се разбира има и многу од овие забелешки што ги прави Петар, кои што се и tekako вредни за размислување и ќе останат со нас. Ќе се цитираат во годините што Ги доаѓаат. решаваме. Така е.